Два нови домови на културата, 15 километри пешачки и велосипедски патеки, пречистителни станици и доизградба на сегменти од фекални канализации се само дел од капиталните проекти кои се реализираат во општина Илинден. Градоначалникот на општина Илинден Жика Стојановски на денешната пресконференција нагласи дека општина Илинден продолжува со интензивни капитални инвестиции во повеќе области во насока на подобрување на животниот стандард и квалитетен живот на граѓаните од оваа општина. Општина Илинден во континуитет продолжува со интензивни капитални инвестиции во повеќе области кои придонесуваат за подобрување на условите за живење и животниот стандард на граѓаните и овозможуваат поквалитетен живот. Интензивните инвестиции и вложувања во квалитетна патна инфраструктура придонесуваат за одржлив локален економски развој и социјален развој и обезбедување на поволни услови за влез на домашни и странски инвеститори. Најфреквентните места во општината, односно главните сообраќајници, до крајот на годината ќе добијат вкупно 15 километри пешачки и велосипедски патеки во вкупна инвестиција од 30 милиони денари. Дополнителни 30 милиони денари се инвестираат во изградба на 4 сегменти од фекална канализација со пречистителни станици во Марино, Кадино и Илинден, кои ќе обслужуваат вкупно 5000 жители. До 15 ноември два нови домови на културата ќе никнат во населените места Марино и Миладиновци, како продолжение на капиталниот проект изградба, санација и реконструкција на 10 домови на културата, со чија реализација сите 12 населени места во општината ќе добијат вакви културни институции со што ќе се поттикне и граѓанското учество во локалната самоуправа.